Поштувани граѓани, поштувани медиуми, Зоран Заев ја приватизираше владата, следно ќе приватизира и собранието, како што тргнал, а крајната цел е приватизација на Република Македонија. Законот за марихуана, кој што Зоран Заев на сила го турка како предлог од владата, кој сака да биде изгласан во собранието, има за крајна цел да го легализира бизнисот со марихуана на Заеви. Овој закон не е ништо друго, туку личен закон за бизнисите на Заев, што ќе му овозможи лично богатење нему и на неговата фамилија. Патем тоа го прави со нова злоупотреба на европско знаменце, иако нема унифицирана европска регулатива за ова. Со овој закон Заев сака да овозможи, освен за масло од канабис за медицински цели, да се легализира и трговијата со сув цвет од марихуана, односно она за кое што беше уапсен началникот на прилепската полиција Чипсио пред неколку месеци, да стане сега нормално и секојдневие кој на фирмите на Заеви ќе носи годишно милиони и милиони евра чист приходи за работа. Токму Заеви држат огромен дел од производството на марихуана во Република Македонија преку МАМ Свети Николе и Фарма Медикал Валандово, кои официјално се во нивна сопственост, и други компании патем кои ги водат нивни блиски луѓе за кои што можевме видиме медиумски. Ова што Зоран Заев сака да го направи е претворање на кланот Заев во наркокартел Заев, од кој тој и неговите блиски луѓе енормно ќе се богатат на сметка на државата и граѓаните. Почитувани граѓани, тоа нема да го дозволиме. Наркокартелот Заеви на едната страна, сиромашниот народ од другата страна. Ова е новата поделба која што ја прави Зоран Заев. Концептот Македонија за сите луѓе ќе ги порази овие поделби кои ги создава Зоран Заев и тој ќе одговара за злоупотребата на власта која што ја прави единствено и само единствено за личен бизнис интерес и семејното богатење негово и на неговите братучеди. Благодарам.